Со текот на годините нашата белодробие се повлошува, но се надеваме дека ќе биде добро. 18-годишниот Марио Нелоски е само еден од пациентите кои боледуваат од цистична фиброза. Стружанецот кој заедно со своите пријатели дојдоа на протест во Скопје, рече дека со сите сили преку спортот се обидува да спречи прогресија на болеста, апелирајќи час поскоро да го добијат лекот Трифакта кој живот им значи. Лекот Трифакта да се добие, за да можеме сите да сме едноставни како другите. Но јас нема да се откажам, јас сега ќе продолжам да тренирам, но тоа што е од мене ќе се обидам да биде најдобро, но останува на вас. Неговиот татко Благоје, како самохран родител, рече дека е тешка борбата со болеста на синот. Апелира до власта да не ги остава на цедило пациентите кои се молат за лек. Тешко е да се бори, пошто сум јас како самохран родител. Мајката изгуби на 12 дена од неговото раѓање. Надлежните да не чекаат што побрзо, затоа што секој ден измина живот значи. Цистичната фиброза е болест што не избира чиј домаќин ќе биде, вели Ивана Атанасовска од Асоциацијата за цистична фиброза. Болеста не познава пол, националност, религија или друг идентитет. Посакувам процесот што побрзо да започне и кај нас и ефектите од лекот уште еднаш да ја потврдат тезата дека никој повеќе не треба да го изодува овој пат кој ние го поминавме. Државата веднаш да обезбеди средства за терапија како во европските и балканските земји, со соодветна стратегија за опфаќање на целата популација која е заболена од оваа ретка болест. Каков бенефит би имал пациентот кој ќе почне со модулаторната терапија? Функционалноста на плуќата се враќа од 25% на 50% за само 4 дена, што е еден вид на чудо кој што не се видел во многу други медикаментозни терапии. Инаку пациентите со ретки болести со месеци реагираат дека им досна терапиите, барајќи да се чуе нивниот глас. Овие луѓе на кои лекот им значи живот, излегува на протест зашто надлежните кажаа дека ќе се набавил лек само за 8 луѓе, а останатите велат дека ќе мораат да почекаат.